Денеска практично советниците го изгласа најважниот документ, еден од најважните документи кои што се содржани во функционирањето на општина Струмица и на другите општини заедно со градот Скопје, тоа е буџетот за 2023 година. Мене навистина ме радува фактот што во 2020, веќе до крајот на 2022 година можеме да заклучиме дека за разлика од многу други општински совети и други општини, Советот на општина Струмица по пат на конструктивна дебата, по пат на широка дискусија, го изгласа буџетот за 2023 и очекувањата кај сите беа дека можеби ќе трае временски повеќе целата дебата. Навистина се заврши во само околу 5 часа целата седница. Имаше дебата, но не беше предолга таа дебата, на што се должи? Тоа се должи на широкиот и обемен процес на носење и креирање на самиот буџет. Уверен сум дека тоа е изворот. Благодарен сум на сите советници прво. Зошто? Заради тоа што многу поважно е да биде транспарентен процесот на креирање од самата дискусија во рамки на Советот на општина Струмица. И ако земеме во предвид дека преку целата година, нормално, и јас и сите советници сме имале најразлични средби со граѓаните, после ги имавме јавните собери во урбаните и во местните заедници, потоа ни следуваше буџетскиот форум, форумот на заедниците, каде што утврдувавме 3 клучни приоритети кои што мора да бидат составен дел на буџетот за 2023 година. И не е само седницата на Советот носењето на буџетот, туку целиот процес на креирање е составен дел од носењето и од донесувањето на одлуката пред која беа исправени сите советници во Советот на општина Струмица, нешто за што сум навистина благодарам за мнозинството советници кои што одлучија дека ова е прогресивен, развоен буџет и е во интерес на граѓаните и дадоа зелено светло на предлог буџетот кој што е доставен од моја страна. Так, но пред да зборуваме за овој буџет, колкава е искористеноста и реализацијата на тековниот, односно оно што се уште не е завршен 2022 година? Колку сте задоволни од неговата реализација со оглед дека имаше и одредени пренамени, имаше мали отстапки со оглед на целата криза која што владее? Така. Важно е да бидеме сите свесни дека се наоѓаме во една сериозна економска енергетска криза. Особено од фактот дека од ноември почна поголемите сметки за електрична енергија. И тоа го спомнав и на седницата на Советот, кога кажав дека треба да бидеме повеќе од задоволни во однос на реализацијата на буџетот за 2022 година. Зошто? Затоа што имаме реализација на буџетот на приходниот дел од 81% заклучно денешниот ден, каде што имаме реализација на капиталните приходи на општината од 104%, што е навистина вредност за Струмица и потврда за добрите одлуки кои што ги носат мнозинството советници во Советот на општина Струмица.